إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد وإمتنا الله تبارك وتعالى sveopštиот доброчинител милостивиот на Аллах азza ва џел му се заблагодаруваме за сите ниамети. На Аллах азza ва џел му припаѓа сета хвала. Само него го обожаваме и само од него помош бараме. Кај Аллах азza ва џел се ослонуваме и бараме заштита од сите лоши дела, од сите зли дела и од злите дела на самите нас. Кога Аллах тебареке ва теала ќе упати на правиот пат, нема кој може да го отстрани, а кога Аллах азza ва џел ќе го остави заскитан во странпутица, нема кој може да го упати. Упатството е само во рацете на Аллах тебареке ва теала. Му заблагодаруваме на Аллах азza ва џел за сите добрини, за се што ни дал. Му заблагодаруваме на Аллах тебареке ва теала што не створил нас во најубава форма и не издигнал изнад сите други негови створења. Му заблагодаруваме на Аллах азza ва џел посебно што ни овозможил да се родиме како муслимани, да живееме како такви. Го молиме на Аллах азza ва џел да ни овозможи целиот наш живот да му го посветиме само нему и се што правиме да правиме само и само да биде Аллах азza ва џел задоволен со нас. Го молиме на Аллах азza ва џел да ни овозможи до крајот на нашиот живот да му правиме ибадети и да го предаваме нашиот последен здив со зборовите ешхаду ла илаха иллаллах ва ешхаду анна Мухаммедан расулуллах, што значи дека ние сведочиме дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава освен Аллах азza ва џел и дека Мухамед салаллаху алейхи ва селем е негов пратеник, Божи пратеник, кој што е пратен до сите народи рахметен лил алемин, кој што е пратен како милост до сите народи, како милост до сите светови. Значи и за луѓето, пратеник Божи и за луѓето и за джините. Го молиме на Аллах азza ва џел да ни овозможи и на крај во џеннет да се сретнеме заедно со него, Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кој што е последен во низата на пратениците, печат на пегамберството. Му се заблагодаруваме и на исто така на Аллах азza ва џел што ни овозможил да се собереме повторно вечерва и да продолжиме со нашите дерсови синџир на дерсови за Божите пратеници. Во последните неколку дерса поред зборувавме за еден од најголемите Божи пратеници, кога што Аллах азza ва џел го зеде себе си за пријател, кој што е татко на пегамберите, татко на другите Божи пратеници, тоа е Ибрахим алейхи селам. Кажувавме дека Ибрахим алейхи селам уште од неговото детство бил неверојатно храбар и бил многу паметен, интелигентен и уште од неговото детство почнал со што? Со дааве, со повикување на својот народ против, значи, обожавањето на мушриците, на идолите. Значи ги повикувал мушриците, идолопоклониците да се откажат од нивната вера и да веруваат во еден единствен Аллах тебареке ва теала. Кажавме на прошлите дерсови дека на крај Ибрахим алейхи селам со својата храброст направил едно дело кое што е на вистина за секоја почит, ги испокаржил сите идоли и сите статуи и на крај кога го викнале да сведочи, тој им рекол дека нив ги испокаржил едниот од идолите, со што фактички ги ставил во мат позиција на
сограѓаните на својот народ кои што не знаеле што да му речат, откако виделе самите извикале дека тие не се во можност да го направат тоа и сватиле колку до кој степен е нивната вера во батил, значи во далалет. Како и да е сепак, инатот е инат, рековме, објаснавме дека после тоа наместо да го земат овој аргумент и да се откажат од своето идолопоклоничко верување, тие сакале да го запалат. Нели Немрут беше еден од тираните кој што наредил да, нели, го повикал исто на дебата, кажаме на прошлите дерсови, сакале да го запалат, не успеале затоа што Аллах те бареке ва теала не дозволил својот пријател некој да го запали, да го казни, па седел, рековме, 40 или 50 дена во оган без притоа да добие никаква изгореница, ниту потврда, чак што ише покасно во животот негов изјавил дека најубави денови, најубави ноќи во животот му биле тие денови додека бил во огнот. Рекол, како да, кога би можел да ми биде целиот живот таков. Значи, ова беше едно муџизе, ова беше едно големо, огромно чудо на Ибрахим алейхиселам. После тоа кажавме дека бил на дебата со Немрут, тиранинот, кој што исто така останал без зборови на крај, ама сепак не го прифатил, нели, даветот, повикувањето на Ибрахим алейхиселам, и затоа Ибрахим направил хиџре, излегол од неговиот град од Вавилон, понатамо се упатил кон Шам, од Шам во Тејмен, од Тејмен после тоа, бидејќи во Тејмен во тоа време, рековме, била огромна немаштија, сиромаштија, излегол оттаму на кај Египет и таму му следувало другото искушение, големо искушение, како што кажавме кон крајот на последниот дерс, на последното предавање, нели, кога му ја грабнува неговата жена Сара, која што била многу убава, нели, ја грабнуваат чуварите на фараонот, кој што им имал наредено на сите кога ќе видат убава жена, нему да му ја донесат. Тука после ова искушение големо, исто така видовме уште едно домахон чудо кое што Аллах азza wa jalla му го дал на Ибрахим и на Сара, неговата жена. Секој пат кога фараонот ќе покушал да ја фати на Сара, нели, се парализирал, се вкочанувал, така што на крај ја пуштил и тоа извикнал спрема чуварите, рекол, носите ја што подалеку од мојата палата, не сте ми донесле жена, туку сте ми донесле шејтан. Устоа плюс и дал и подарил една слугинка и ја извадиле од палатата подалеку. Кога се вратила кај Ибрахима, Ибрахим бил на кијам, бил на намаз, на стоење, на намаз клањајќи, со ишарат ја прашал што видна, а Сара му одговорила, Аллах азza wa jalla ја поништи спретката на неверникот, ја поништи спретката на ќафирот и плюс устоа ми даде и слугинка. Понатаму, откако ова се случило, елхамдулилlah, Аллах азza wa jalla го зачува, нели, моралот на Сара. Сара остана жената на Ибрахима непипната од раката на фараонот. Од тука Ибрахим алейхиселам, Сара и овој пат со нивната слугинка сега се оддалечуваат од Египет и повторно се враќаат во градот Тејмен. Во градот Тејмен сега веќе работата била поправена. Значи не било више немаштија, не било веќе сиромаштија, овој пат животот почнал добро да се развива и Ибрахим алейхиселам почнал да живее тука во тој град со Сара и со нивната слугинка, која што била, нели, од древните египчански народи, била копткиња, копт, и се викала Хаџере. Значи, слугинката на Сара се викала, била копткиња од Египет и се викала Хаџере. Животот продолжувал и понатаму. Ибрахим веќе навлегувал во сериозна доба, во зрели години, 80 и нешто години од прилика имал. И се уште немал никаков пород. Иначе ние на прошлите дерсови кажаме, на прошлите предавања, дека Сара, жената на Ибрахим, била нероткиња. Откако и на 80 и нешто години веќе никаков плод немале, никаков резултат немале, Сара добила некаква инспирација, добила идеја и му предложила на Ибрахима алейхиселам, му рекла, бидејќи со мене немаш никаков пород, а голем Божи пратеник си, пријател на Аллах те бареке ва теала, ајде ти земја да ја ослободам ја мојата слугинка, мојата робинка, мојата слугинка да ја ослободам и ти да ја земеш неја да ја ожениш за жена, значи Хаџере, и да пробате можда со неја Аллах азza wa jalla ќе ти даде некаков плод. Ибрахим алейхиселам се служил на тоа. Ја оженил на Хаџере, само што се оженил со Хаџере, после некое време Хаџере останала со стомак, останала бремена. Кога Хаџере останала бремена, почнала што да го покрива стомакот. Дојде на едната радостина предаја дека од патика жена која што потребила
Хаджаре. Зошто? Кријејќи го стомакот од Сара. И било незгодно од жената, од другата жена на Ибрахим, од Сара. Аврама, колку и да го криела стомакот, почнал стомакот да расте. Како што почнал стомакот да расте, така на Сара и се појавило што? Љубомора. Почнала Сара да љубомори, што е во природа на секоја жена. Жените се љубоморни, почнала, иако сама Сара го предложила ова, сама ја пуштила на Хаджаре, ја ослободила, не била више Хаджара робинка, не била слугинка. Ја дала да се ожени, значи, за Ибрахима, алейхи селам. И покрај сето ова што сама Сара била, значи, иницијатор на ова работа, сепак кога почнал да и расте стомакот на Хаджаре, Сара почнала да биде многу љубоморна и тоа од ден на ден поише и поише. Ости што била љубоморна, самата нејзина љубомора ја терало така, ја гледала на Хаджаре, како Хаджаре да е од ден на ден све по-вообразена, по-сочавам. Ете, јас сум сега со стомак, јас сум трудна, ја ќе му родам. И така да се родила една непријатна ситуација меѓу Сара и Хаджаре, а Ибрахим алейхиселам свето тоа го пратил, го осеќал. Кога на крај Хаджаре родила многу убаво мало машко дете. На ова машко дете Ибрахим му го ставил името Исмаил алейхиселам, и во моментот кога се родил Исмаил алейхиселам, Ибрахим имал 86 години. На 86 годишна возраст. Во овој момент кога детево више се раѓа, младо, убаво, здраво машко дете, тога Сара до кулминација љубомората и рекол на Ибрахима: ја ќе ги отстраниш овие далеку од нас, ја прави со нив што сакаш. Ибрахим алейхиселам добил ново искушение. Субханаллах, меѓу себе овие две не се поднесува. Сара запнала: ја ќе ги отстраниш од овде што подалеку, ја нема. Значи, ова е едно искушение кое што со денови се развивало додека после некое време во сон добива објава од Аллах те бареке ве таала да ја земе Хаджаре, жената, со све Исмаила, со све бебенцето, и да ги оддалечи, да ги однесе до каде? До планините Фаран. Планините Фаран се фактички планините околу Мека. Во тоа време Мека била напуштена тотално, немало ни еден жител, немало град воопшто, не била населена. Немало ништо во тоа време тука, значи во тоа место околу планините Фаран. Значи замислите од Тејмен до Фаран се работи за илјадници километри. И покрај тоа Ибрахим алейхиселам ја добил објавата во сон. Од сабајле само што се разбудил, објава од Аллах те бареке ве таала, одма ги спремил стварите за патување, ја зел Хаджаре, Исмаила и тргнале на пат. Оделе по пустина додека стигнале до планините Фаран, значи до планините околу Мека. Кога стигнале, ги поминале планините до долината, значи помеѓу планините долината, каде што и дени денеска се наоѓа, значи Мека, тој што бил знаат, Мека е све околу планини, каменит предел, тие се тие планини Фаран, додека внатре е долината која што се вика Беке или Мекке. Тука Ибрахим алейхиселам кога стигнал под едно место, под едно дрво, големо дрво со голема сенка, ги оставил Хаджаре и Исмаил. Тоа е место каде што ги оставил одма близото до понатаму една градба што ќе се изгради, која што се вика Бейтуллах или Чабе. Одма до Чабето, кој што подоцна ќе се изгради, тогаш не постоело. Значи тука под дрвото ги оставил, им дал хурми, една голема гранка со хурми, еден мев, знаете што е мев со вода, им го оставил тој мев со вода и почнал да оди, да ги остава, да ги напушта. Хаджаре се запрепастила и почнала да трчат по него. Ибрахим, зар ќе не оставиш тука нас? Тој толку тешко му било, субханаллах, ви реков и на прошлиот дерс, кога ги кажуваме дерсовиве, предавањава, видите, значи, поставите се сами во тие положби. Поставите се во положба да бидете врзани, да бидете фрлени во оган, па да сватите кој е тоа искушение. Или постави се во положба да ти ја земе некој жената, некој насилник, за да ти ја силува. Какви се овие искушенија? Замислите ова какво искушение. Да ги оставиш насред пустина. Насред пустина. Жена и мало дете, бебе. Толку му било тешко што не можел да се врати спрема неа. Неа ни гледал, продолжувал самоправо и не ја одговарал. Хаджаре му викала: зарем овде ќе не оставиш, зарем овде не оставаш нас сами. Тој продолжувал, одел.
На крај Хаџере што му рекла, го прашала друго прашање. Рекла: "О Ибрахим, да не ти нареди Аллах азза ве џел вака." Тогаш застанал Ибрахим алейхиссалам. Се свртил и рекол: "Да, ова е наредба од Аллах, тебарек ве теала." Кога рекол да, од Аллах е ова наредба, тогаш Хаџере малку се смирила и рекла: "Тогаш сигурно нема да бидеме изгубени, ако сме насред пустина." Субханаллах, Тогаш сигурно Аллах нас нема да не изгуби. Тогаш, значи, Ибрахим продолжил, се оддалечил, Хаџере се вратила назад кај бебето по ценката. Кога Ибрахим домално се оддалечил од Хаџере, за да Хаџере да не може да го гледа, тогаш се свртил кон дрвото кај што биле оставени, кон местото кај што подоцна ќе видите изградена ќаба, ги кренал рацете високо и направил дова. Довата е, кажа наисто и во Куранот, што се зборовите на Ибрахим алейхиссалам. Рекол, вика Аллах азза ва џел, рекол Ибрахим: "Раббена inni eskentu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun." Што значи: Раббена, о Господару мој, јас на вистина ги остави, вика, некои од моите потомци тука, бивадин, во ова долина. Ги оставив тука кај што ништо не се ни насадува. Значи нема ни расад, ниту може да никне нешто. Ги остави во твојата долина, во твојата бейтугел мухаррам, алейкум селам, во твојот чесен храм, вика. Така што тие да клањаат, јукиму салате, да клањаат намаз, па направи, вика, луѓето, феџ'ал аф'идатан минен нас, направи им го на луѓето ова место да ги привлекува. Да? Варзукхум, и обскрби ги нив мин аth-thamarat, од твоите плодови, од твоите овошја, лааллахум яшкурун, за тие навистина да бидат благодарни. Значи Ибрахим ја направи оваа доба и се далече се врати назад кај Сара, кај што живеа и порано, додека Хаџере остана со бебето само под ова дрво, без жива душа да има околу неа, без да има околу неа, значи, насади, овошки, ништо апсолутно, само таа гранка со урма што имала и тој сад, тој мев со вода. Полека садот почнал да се, водата почнала да се троши. Се додека на крај ја истрошиле цела вода. Во пустина, испод пустинско сонце, сами мајка и бебе. Немаат више вода. Почнала да ги фаќат огромна жет. Бебево почнала Хаџере да го гледат како се прпелкат по песокот, како се стегат, како се превртуваат од жет огромна. Не можела Хаџере више да издржи да го гледат бебето како од жет готово да приумре. Тогаш што направила? Го оставила бебето под таа сенка и со трчање се искачила на најблиската висорамнина, на најблиското ричче, кое што се вика Сафа. Кое што се вика Сафа. Значи најблиското ричче до неа се искачила, не е многу високо, до врвот на Сафа и почнала да гледат, а не види случајно негде жива душа. Нема нигде. Слегуваат назад до долината, се качуваат на другиот рид Карши, кој што се вика Мерве. На Мерве се качила, гледала, нема никој жива душа нигде. Почнало да ја фаќат паника. Од Мерве се фаќа со трчање на Сафа. Од Сафа со трчање на Мерве. Сафа, Мерве, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, 7 пати трчаше Хаџере од Сафа до Мерве, од Мерве до Сафа. 7 пати барајчи, и викајчи некој да ја помогне, некој да приде во помош. Нигде, никаде жива душа. Нигде, никаде. Пустина. Без вода, изгладнети, истоштени и жеднети, немат од нигде ништо. Во овој момент, кога се качат 7-миот пат, каде, на Сафа или на Мерве? На Сафа. Не, на Мерве. На Сафа почнава, на Мерве е првото. На Сафа второто, третото на Мерве, четврто, петто, шесто, седмо. На Мерве завршува. Значи на Сафа почнува, на Мерве завршува. На Мерве се качува, тугаш уште викала по помош, тогаш има, значи, се случило нешто, за оваа случка има две преданија. И двете преданија имаат известна доза на веродостојност. Според едното предание, века кога се качила Хаџере на Мерве, 7-миот пат веќе,
Тогаш слушнал еден глас како вика: доста, престани, немој више да викаш. Го слушнав твоето барање за помош. Тогаш вика Хаџере се сврти кон дрвото, кон сенката кај што беше бебето и вика: виде еден мелек, анџел, кој што со неговото крило копаше до Исмаила, до бебето, копаше во песокот. Све додека од песокот почна да извира со огромен притисок вода. И тоа е фактички изворот Земзем. Ова е првото предание. Според второто предание, кое што исто така имат известна доза на веродостојност, вика кога Хаџере се качил на седмиот пат на Мерве, Исмаил бебево, значи како се препркало по песокот, со ножето удирало на песокот, направило мала дупка, што било себеб за да извира водата Земзем. И самото име Земзем е доста чудно име и нели од арапскиот, од стариот арапски јазик, што значи извират значи бликат, со бликање, со голема сила, со голем потисок. Значи вода која што извира на сред пустина и што фактички им значило спас и на Хаџере и на Исмаила. Значи, како и да е било по првото, било по второто предание, водата Земзем, значи овие се било да е мелекот, било да е Исмаил бебето, тие биле само себепи. Причина за да дојде, значи, наредбата Аллаху аззаваџел да излезе водата од овој извор. Од како излегла водата од овој извор, по првото предание Хаџере се изнапила вода, го напила и на Исмаила, значи на бебето вода, и мелекот им рекол: немојте никако да бидете тажни, бидејќи Аллах аззаваџел вас нема да ве изгуби. А ова бебе ќе порасне и ова бебе заедно со неговиот татко ќе ја изградат куќата на Аллах аззаваџел, Бейтуллах. И ќе биде тоа место кое што ќе биде посетувано до судниот ден. Тоа ќе биде местото Ќаабе, местото во Мека, каде што луѓето до судниот ден ќе прават хаџилок, ќе го посетуваат. Тоа е местото кое што ќе биде свето за сите верници, за сите муслимани. Значи, Хаџере, нели, со Исмаиле се изнапиле од оваа вода, за која што дошле многу хадиси од Мухамед салаллаху алейхи ва селем, веродостојни, дека оваа вода е посебна, не е како сите други води во светот, нешто што ден и денеска се испитува од страна на научниците и потврдени, многу работи се потврдени за оваа вода. Као пример, да речеме, една од тие работи е дека оваа вода можеш да наполниш во шише со години да ја чуваш и да не се расипе. Што не е случај со другите води. Со ниедна друга вода во свет. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем во еден хадис сахих: водата Земзем е за тоа за што ја пиеш. Што тоа значи? Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол: таа е лек за све. И таа е за тоа за што ти ја пиеш. Па така, останато е во традиција, по суннет, да се пие Земзем, пред да се пие Земзем да се чини дова, молитви. За што сакаш? Рекол: за тоа за што ја пиеш. Па ти можеш да правиш молитви за знаење, за илм и да пиеш Земзем. Можеш да правиш за здравје и да пиеш Земзем. Можеш да правиш дова за имање и да пиеш Земзем. За било што, за што и да ти треба, прај дова, пи Земзем. Прај дова, пи Земзем. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, таа е за тоа за што ти ја пиеш. Значи за све за што ти ќе намериш, за што ти ќе се помолиш. Откако излегла водата, откако се појавил извор, некои луѓе од пустината, бедуини, нели, виделе птици како се движат во тој правец. И како што се движеле птиците, така и тие почнале да се движат по птиците, предпоставувајќи дека птиците одат тамо кај што имаат вода. Значи пустинските луѓе се многу паметни луѓе. Зашто? Затоа што сите ишарети во природата ги анализираат. Сите трагови, работи, птици, дрва, сенки, значи по секоја една ситница се ориентираат. Кога виделе птици дека одат во еден одреден правец, почнале да одат по тие птици. И така стигнале до Меке. Тие, бидејќи биле пустински луѓе, тие многу добро го знаеле тоа место, околу планините Фаран.
Многу знаеле дека е тоа сумно место, добро знаеле. Добро знаеле дека тука ништо нема, ни население, ни ништо. Кога стигнале тука, кога го видели изворот како извира вода, се запрепастиле. И тога што? Се приближиле до, до Хаџере, Исмаил бил уште мал, уште бил бебе, и побарале дозвола кај Хаџере за и тие да настанат, да се населат на тоа место. Овие луѓе пренесено е во веродостојна пријава дека се од племето Џурхум. Племето се викало Џурхум. И побарале од Хаџере дозвола да се населат и тие тука на тоа место. Хаџере им дозволила со тоа што, видите и Хаџере колку била паметна, им дозволила да се населат тука, ама им рекла немате право на изворот. Паметна жена. Зашто? Затоа што тој што го поседуват изворот во пустина, тој е цар. Во пустина извор за вода да поседуваш. Изворот ја рекла наш, мојот Исмаиле. Немате право да го поседувате изворот. Имате право да пиете вода, да земате вода, ама не да го поседувате. И така, ова племе се настанило, почнале да градат шатори тука, и ова е првото населување на ова место, првото населување на Мека. Почнал да се развива животот. Рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем, се пренесуваат од Абдула ибн Абас, дека го слушна вика на Мухамед салаллаху алейхи ва селем како вика на Хаџер, на мајката на Исмаил, вика во хадисот е вака, на мајката на Исмаил, и одговараше и беше добре дојдено ова, што дојдоа луѓето да бараат дозвола. Зашто? Затоа што мајката на Исмаил не сакаше да живее сама. Била жена која што сакала луѓе, сакала друштво, што е всушност и многу нормално за сите луѓе, обично човекот е социјално суштество кој што сака друштво, сака други луѓе околу него, многу е тешко сам да се живи, така да рекол Мухамед салаллаху на мајката на Исмаиле и беше добре дојдено доаѓањето на племето Џурхум и нивното барање да се населат и тие, така да таа им дозволила, се населиле и почнала првата населба, првиот живот заеднички во ова место во Мека. Времето така почнало да изминува, почнало да се развива живот. Исмаил почнал да расте, нараснал во младо убаво дете, многу убаво дете, и овие луѓе од племето Џурхум многу го засакале. Бидејќи многу им се бендисал, бил со добра нарав, бил многу мек, бил многу фин, убав дечко, му дале од своите, од својата фамилија, му дале жена и го ожениле. Откако го ожениле, кратко време после тоа Хаџере променила век, умрела Хаџере, мајката на Исмаил. После тоа, после нејзината смрт, доаѓа Ибрахим алейхи селам во посета. После долги години, кога дошол во посета Ибрахим алейхи селам, се распрашал, ја нашол куќата на каде живее Исмаил, тропнал, внатре била само жената на Исмаил, не бил Исмаил тука. Прашал каде е стопанот на домачинот на оваа куќа, Исмаил. Рекла, Исмаил отиде на лов, бара храна за нас. Побрал дозвола Ибрахим да влезе, таа му дозволила, почнале да разговара. Имајте во предвид дека Ибрахим е сега више стар човек, на 86 години му се раѓа Исмаил. Исмаил сега е веќе израснат, значи околу 90-100 години има Ибрахим алейхи селам. Стар човек ова го прима и овој ја прашува како ви е животот. Животот вика многу лошо. Многу лошо, со многу немаштија, со многу проблеми. Тогаш се поднасмеал Ибрахим и им рекол на жена, кога ќе дојде Исмаил, поселами го и рече му да го промени прагот на куќата, на вратата. И си замина. Кога се вратил Исмаил, ја прашал на жената дали беше некој, дали ме бараше некој. Да, рекла, еден чудно, дојде еден старец, непознат старец. Изгледаше вака и вака, го објаснила во детали како изгледал старецот. Му кажала што муавет правеле и ми рече да ти кажам нешто, рече, да те поселявам, има селјам од старецот и старецот ми рече да го промениш правот од вратата. Аха. Тој старец и рекол е мојот татко, Божиот пратеник Ибрахим алейхи селам. А тоа што ме порачал е да те оставам тебе. Тоа што ме порачал е да те оставам тебе. И ја оставил. Наредба од татко, плюс Божи пратеник Ибрахим алейхи селам. Менавај го прагот, го сменил прагот. Ја оставил жената.
Откако ја остала жената, луѓето од племево, нели, не сакале да остават Исмаил без жена, му даде друга жена. И после некој време почнал да живеат Исмаил со оваа друга жена. После некој време, не се знае точно колку време поминало, Ибрахим алейхиселам пак доаѓа на посета. И пак не го наоѓа дома. Побара дозвола да влезе внатре, влегол внатре и ја прашал на жената која е, како се вика, како поминуваат. Вика, како поминувате? Каде Исмаил, вика, отиде да бара храна за нас. А како, вика, поминувате? Многу добро, вика, поминуваме. Имаме болнок, има многу. Немале ништо поише отколку претходно. Истите услови биле, све исто. Ама, многу поинаква жена. Имаме, рекла, болна. Има, да. Погледнал Ибрахим алейхиселам, видел дека фактички нема ништо. Ама таа вика, имаме болнок. Имаме. Ибрахим алейхиселам рекол, алхамдулилlah. Сета хвала му припаѓа на Аллах за жен. А што јадете, ја прашал? Јадеме, рекла, месо. А што пиете? Вода, рекла. Тогаш Ибрахим алейхиселам рекол, Аллахумме, о Аллаху мој, о Господару мој, дај беричет во месото и во водата. И Аллах за жен дал беричет во месото и во водата. Мухамед саллаллаху во еден хадис објаснувајќи ги овие работи и на сахабите им рекол, во тоа време не била позната пченката и пченицата. Да биле познати, Ибрахим алейхиселам че побарал беричет и вони. Ама во тоа време не биле познати, Ибрахим алейхиселам побарал, Аллах аззаваџел му овозможил. Има беричет во месото и во водата. Тогаш, нели, на жената, на оваа жена, Ибрахим алейхиселам им рекол, поселами го Исмаила кој ќе дојде и каже му да го зацврсти прагот на вратата. Заминал Ибрахим алейхиселам. После тоа се враќа Исмаил од лов и прашува дали беше некој, дали ме побара некој. Му рекла жената, беше еден старец многу бел, со бела брада, крупен, многу убав човек. И фанејќи го старецот му објаснила све како се развил муабетот. И на крај му рекла, ми рече да те поселемам и да ти речам да го зацврстиш прагот на вратата. Не знам што никој беше, ништо сакаше да каже, не разбра ништо му рекол. Му рекол, ја ќе ти кажам, му рекол Исмаил алейхиселам. Тој старец е мојот татко, Ибрахим, Божиот пратеник, Ибрахим алейхиселам. А тоа што рекол да го зацврстам прагот на мојата врата, значи да те задржам тебе за жена. Зацврсти го прагот на својата врата. Значи, субханаллах, видите колку далекосежен и далековиден бил Ибрахим алейхиселам и видите каков послушен бил неговиот син Исмаил алейхиселам. После тоа повторно едно известно време, еден известен период не се виделе, се додека дошла наредба кај Ибрахим алейхиселам повторно да оди во Ибрахим алейхиселам во Мека. Кога отишол во Мека Ибрахим алейхиселам, овој пат, ова е третото одење на Ибрахима алейхиселам, кога отишол во Мека, го нашол овој пат на Исмаила и тоа го нашол под едно дрво блиску до сегашна Кеаба. Имало обесено на дрвото, имал спремано стрели за лов, се приближил, му дал селам, тога скокнал на нозе Исмаил алейхиселам и го загрнал како татко и син кои што долго време не биле видени. Кога, значи, се виделе, се изгушале, седнале, почнале да разговараат, Ибрахим алейхиселам му рекол, о Исмаил, му рекол, јас сум дојден овде по наредба на Аллах аззаваџел, Аллах ми нареди едно дело да направам. Исмаил му рекол, татко тогаш прави така како што ти е наредено. А Ибрахим алейхиселам го прашала, дали ти ќе ми помогнеш? Исмаил алейхиселам на тоа му одговорил, рекол, да, секако дека ќе ти бидам од помош. Тогаш му кажал Ибрахим алейхиселам што е наредбата, му рекол, ми е наредено од страна на Аллах аззаваџел да го изградиме неговиот храм. Да ја изградиме неговата куќа, куќата Аллахова, Бейтуллах или Кеаба. Тогаш почнале да ја градат ова куќа. И тоа е фактички првата градба на Кеабето. Има многу, значи, различни мислења околу ова дали пред тоа постоела или не постоела. Тоа што е најблиско до вистината е дека
тоа место постоело од стално, дека местото кај што е Кјабе исто така постоело и било познато во поранешните народи како Бейтуллах, како храм, како куќа на Аллах Аззаваџел, ама не во изградена форма, туку како еден куп на земја и камења. Без некоја форма посебна, во поранешното време само обележано како место. Тоа место после тоа, нели бидејќи било во долина, после тоа од некој пат од води, некој пат од врнежи, некој пат од ветрови, било нели растурено тој куп, нели, и не се знаело више, не се знаело местото саглам каде е што е. Затоа ова е фактички, како што рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем во еден веродостоен хадис, ова е првото градење и изградување на Кјабе, на Бейтуллах. Исмаил алейхи селам носел камења од околните места, а Ибрахим алейхи селам ги поставувал и ги градел и добиле прва формата која што и ден и денеска е, значи, позната како коцка форма на коцка. Тоа е првата, нели, првата градба на првото градење на Бейтуллах. Хајде што две-три реченици кратко и ќе завршим. Откако го изградиле, нели, откако достигнало одредена висина, толку колку што можел да стигне Ибрахим, после тоа више не можел во поголема висина да стигне, Исмаил му донесол еден камен, голем, огромен, го искотарал и го покренале на тој камен да стапне Ибрахим алейхиселам и да ги доврши последните нели слоеви. Ова место е спомнато во Куранот, тоа е што? Мекаму Ибрахим. Тоа е местото кај што стапнал Ибрахим. Вика, ние му го омегнавме местото. Камен, камен, еден обичен камен, јак тврд, Аллах Аззаваџел вика му го омегнавме, да му е фина за градба. И пошто омекнал, фактички останале трагите на неговите нозе и ден и денеска тој Мекаму Ибрахим, тој камен е до Кјабето и се гледаат, од исокот се гледаат на нозете на Ибрахим алейхиселам. Стално додека го граделе Кјабето и двајцата стално викале Раббена теқаббел минна, о Господару наш, прими го ова од нас, иннеке енте самиул алим, ти навистина си тој кој што се слуша и се знае. Бидејќи била во коцка, а околу Кјабето добил Ибрахим алейхиселам дека треба да прават таваф. Тавафот е, нели, кружење околу Кјабето, што е една форма на ибадет, на обожавање на Аллах Аззаваџел. Бидејќи е во коцка, не се знаело точно од каде да се почне и кај ќе заврши. Затоа им требало некој ишарет. Додека тие мислеле каков ишарет, каков знак да стават, Аллах Аззаваџел им спуштил камен од џеннетот. Овој камен во почетокот бил тотално бел. Овој камен бил тотално бел. Па рекол Мухамед салаллаху алейхи селем, каменот од џеннетот и бил бел, слагајќи, кога стигнал на земјата, поради гревовите на луѓето, поцрнал топтан. Сосвим поцрнал и затоа се вика Хаџерул Есвед, црниот камен. Овој црн камен е и ден и денеска на едниот ќош на Кјабето. Тој камен, тој е истиот кој што Ибрахим алейхиселам го ставил на едниот ќош од Кјабето, каде што се означува почетокот, нели, од кај што почнува до крајот на едниот круг, на едниот таваф, и така 7 тавафи околу Кјабето и 7 пати од Сафа до Мерве, Саа, она во знак на тоа што го правила Хаџере во текот кога барала помош. И двете овие работи се останати, значи, од тоа време како ибадети кои што се прават во текот на Аджилокот и во текот на Умре, кога се оди во посета на тие свети места. Дека се тие свети места има, значи, многу веродостојни хадиси од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, во еден од нив запишан во Сахихул Бухари, Сахихул Муслим, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, ова место Аллах Аззаваџел го направил свето, уште кога ги стварал небесите и земјата, и свето ќе остане по наредба Аллахова до судниот ден. Значи, ова место е свето, од тогаш, од стварањето на земјата, и ќе остане до судниот ден свето место за аджилот, за посета на сите, центар на сите муслимани, на сите верници. Го молиме на Аллах Аззаваџел да ни овозможи на сите да појдеме тамо, тие што биле, тие што не биле, иншаллах да појдат
И ние што сме били иншаллах пак, пошто е свето место, пошто е место на кое што стварно е привлечено за сите луѓе, го молиме на Аллах за да ги опрости сите гревови и да не заедно да не состави сите во дженнет. Ва ахиру давана илхамдулиллахи раббил алемин.